Kirjana vino prodava. Naki rađi more ne dava, naki rađi ne dava, lele, nastojan vino more prodava. Моја денешна соговорничка и наша гостинка во Добро утро секое утро е младата уметница Илинка Скаловска, која своето музичко образование го има започнато во Скопје. Пред се со нижото музичко училиште, инструмент клавир, подоцна средно музичко теорија, за да ги продолжи своите студии во Италија, каде што успешно дипломираше на конзерваториумот во Падова, подоцна магистрираше на конзерваториумот во Венеција, а своето образование го надополни со студии по пеење на конзерваториумот во Виченца. Утринава сме заедно со неа во градскиот парк за да слушнеме што е ново во музичката работилница на оваа талентирана млада дама. Добро утро, Илинка. Добро утро, ви благодарам што ме поканивте. Очигледно е дека имате навистина импресивно портфолио и имавте можност да се образувате во престижни музички центри. Што значи тоа за еден млад уметник? Ете, од тука да го започнеме нашиот разговор. Па вака, јас, како што вие веќе кажавте, од секогаш многу сум имала желба да се посветам на музиката и била една многу важна компонента во мојот живот. Поради тоа одлучив после моето школување во македонските музички установи да отидам некаде во странство за да се надоградам, бидејќи за секој музичар е многу важно да има една разновидност во образованието која што му пружа поголеми искуства, отварање на погледите и му дава поголема инспирација за понатамошно творештво. Значи, од исклучителна важност е секој музичар да биде отворен за нови патишта, за размена на различни мислења и искуства, како и култури, кои што го богатат пред се во модерно општество, го богатат музичкиот израз. Дипломиравте композиција и хорско диригирање, но паралелно со тоа постојано ви инспирира и поттикнува македонската традиционална музика и песна. Како дојде до спојот на она што ви е професионална определба и она што ви тече во вашите музички гени македонски? Па вака сега, малку е тешко да се направи граница, а помеѓу, нели да кажеме, што е професионалното и што е она вродено, бидејќи јас всушност од секогаш уште кога сум била во средното, тука сум имала интерес за повеќе музички стилови, меѓу кои македонската народна музика и класичната музика ми биле приоритети. И јас воедно во средното училиште кај Бајса Рифовска веќе посетував часови по народна музика. А меѓутоа, кога решив да одам во Италија, тоа го ставих, да кажеме, на паузирање и се посветив исклучиво на останатите стилови, на класичната музика пред се. И токму поради тоа, кога се вратив тука, решив да направам како една синтеза помеѓу она што сум го учела во светот на класичната музика и нашето наредно творештво, што ми беше и всушност целта. Направивте 3 преработки на стари македонски песни, кои што ги облековте во ново руво и им дадовте свој печат. Зошто ги одбравте токму тие 3 песни? Па, вака сега, јас избрав, да речам, 2 песни кои не се толку познати и една, да речеме, што е можна позната. Првата што беше Ој месечино ми е песна која ми се свиѓала уште од дете и таа ја токму затоа избрав за прва. А другите 2 песни кои што се Кирјана вино продава и Бегало бегало, Кирјана вино продава доста позната. Меѓутоа, втората, да речеме, малце помалку, јас ги избирам нарочно бидејќи за да побудам интереси за некои што не се толку вообичаени да се слушаат. Така да сакав да воведам, како да кажам, различни песни кои што се едната попозната, другата помалце, но секако убави.
Сите три предизвика голем интерес и привлекоа внимание, пред се поради музичкиот израз, но и поради визуелниот израз. Она што беше евидентно дека видеозаписите одбравте да ги направите во природа, блиску до православни верски храмови и успеавте да направите една многу интересна симбиоза на природните убавини и музичките вредности. И при тоа, идејата е лично ваша и сами сте автор на сценариото за овие видеа, ако не се лажам. Да, вака, значи идејата се целосно, да кажам, моја режија и замисла. И со оглед на тоа дека овие песни се како дел од една целина, еден албум на кој работам, тие треба да имаат нормално заеднички белеги, да отсликуваат нели тоа што се покажува во нив, а тоа е нели нашата музичка уметност народна плюс нашето како да кажам културно богатство во смисла на споменици, природни убавини. Исто тоа гледам да се покажува во моите спотови, кои што се како еден дел од една разгледница, да кажам. Исто така, јас секогаш многу ја сакам природата и ги сакам отворениот простор, светлината на сонцето и тоа секогаш гледам да биде присутно во видеата. И па не случајно и ние го одбравме градскиот парк за нашиот денешен утрински разговор, за да се чувствувате пријатно и инспирирано. Илинка, сега доаѓаме до она што е конкретен повод за нашево денешно дружење и разговор, а тоа е вашата најнова композиција, која што овој пат е авторско дело. Ајде да ни откриете, пред да го погледнеме целосниот видеозапис и да слушнеме композицијата, како всушност се роди оваа композиција, од каде дојде идејата и инспирацијата за истата? Па вака, јас секогаш сум имала желба да создавам и мои лични композиции, но тоа го оставив да не биде од самиот старт, значи направив прво неколку народни песни, преработки, а сега нормално снимив моја целосно компонирана и аранжирана композиција. Значи музиката и текстот, да кажам, не е мој, единственото нешто што не е мој текстот. Меѓутоа, музиката јас се потрудив да биде како еден вид на спој со народни елементи, за да биде сепак дел од тој албум, на кој припаѓаат и предходните numери, и значи да биде од еден некој сличен стил, меѓутоа со нови оригинални музички мисли. Што се однесува до текстот, избрав текст кој што е од мојот дедо. Он има напишана една збирка од поезии, која што, за жал, не била никогаш објавена, ја пишувал во текот на неговиот живот. Меѓутоа, на моето семејство одлучивме да ја објавиме посмртно и затоа земав некои стихови од таа поезија, кои што ми изгледа прикладни, со така во смисла како наше историско наследство, еден вид на поезија наследена од нашите претходни генерации, кои што според мене убаво се споја со музиката што ја направив и на тој начин направив едно целосно дело. Што се однесува до другите елементи, можам да кажам како по обичај целата вокална инструментална изведба е моја. Исто така и видеото е изрежирано од мене, овој пат малку повеќе сум се посветила да внесам креативност и да дадам поуметнички израз на целата режија и костимографија. Тоа би кажала за сега. Останатото ќе го каже самиот видеозапис и прекрасната композиција која што утринава, ете премиерно гледачите на Добро утро секој утро на телевизија Алфа ќе може да ја погледнат во продолжение. Последно што би напоменала е дека во ова видео се потрудив да учествувам во смисла дизајнот на костимот кој што го носам е моја креација и тоа исто така исцрпив мотиви од нашето народно фолклорно творештво, кој што се обидов во дизајнот да ги внесам на фустронот, но во исто време тој да биде елегантен, да биде прикладен за денешното, како да кажам, општество, но да има визуелни елементи од минатото.
Сега веќе има јасно на нашите гледачи зошто ве представив како уметница, не само како музичар, затоа што повеќе од очигледно е дека вашите таленти се многубројни, а вие многу умешно ги спојувате за да ја презентирате вашата преце музичка креативност, но и останатата уметничка креативност која што ја поседувате. Илинка, јас ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успешна реализација и на сите понатамошни планови, а екипата на утринската програма на телевизија Алфа ќе биде тука да ги следи вашите активности и вашите успеси во иднина. Уште еднаш јас ви благодарам што ме поканивте. Воедно сакам исто така да заблагодарам на мојата мајка и на мојата сестра кои што ми помогна во снимањето на видеото, затоа што е доста комплицирано. И толку би сакала уште еднаш да ви посакам пријатен ден. Ви благодарам, а денот на вистина ќе ни биде пријатен затоа што во следниве 3 минути ќе уживаме во еден извонреден видеозапис, извонредна композиција за убаво расположение на сите кои што утринава се заедно со Добро утро секој утро на телевизија Алфа.